председателка. Навистина морам да ја поздравам конструктивноста на Дуи кога е во опозиција и очигледната грижа за Тетово, за спортот, за развој на спортот во Тетово и општо за инфраструктурен развој и бум кој што за жал долг период кога практицираа власти, кога имаа можност, посебно на локално ниво, кој што спаѓа и амандманот кој што сега е предложен за издвојување на средства, како што стои во самиот амандман за завршување на стадионот. Сметам дека е само на некој начин представување на некое ново светло за кое што народот веќе знае за што се работи. Само сакам да информирам дека состојбата со фудбалските терени и особено со терените за спорт, посебно за фудбалот, е во многу лоша ситуација во Тетово и наследената состојба беше навистина катастрофална и затоа веднаш се премина на проекти кои што ќе значат обновување на спортските терени и игралишта, со што фудбалските клубови во Тетово, а општо и сите тимски и индивидуални спортови да имаат свој дом. Меѓу другото, морам да напоменам дека токму еден од клубовите кои што за жал останаа без свој дом во Тетово благодарение на тоа, да речам, не домаќинско работење во Тетово, се клубовите Тетекси и клубот Љуботен, кој што посебно женскиот клуб Љуботен, кој што веќе во 2 наврати стана и шампион во Лигата на шампионите, се пласираше во Лигата на шампионите и двострук првак во женски фудбал во Тетово. Значи, сметам дека овој амандман за обезбедување на средства, како што каже заменик министерот, во секој случај е добар, но сепак средствата се веќе обезбедени од други извори и сметам дека овие средства кои што Дуи ги предвидува, се веќе предвидени во буџетот. Исто така сакам да кажам дека она што се наследи за жал од лошото владење на локално ниво од претходната градоначалничка од редовите на Дуи, денеска се санира. Само за 2 години се изведени повеќе од 29 инфраструктурни проекти во Тетово, за кои што се одделени повеќе од 7 милиони евра. Еве денеска бевме на пуштање на целосно реконструираната улица Штипска. Не знам дали колегите од Дуи знаат каде е улица Штипска во Тетово. Верувам дека знаат каде муслиманските гробишта се наоѓа и е навистина една инфраструктурна точка која што поврзува еден голем дел од градот. Комплетно е асфалтирана со нови тротоари и пуштена во употреба. Се инвестира како никогаш досега. Многу сонови на децата и родителите стануваат реалност. Имаме комплетно реконструирано регионално земјоделско училиште, се гради ново текстилно училиште. Околу милион евра беа од општествено одговорна компанија инвестирани во реконструкција целосна на гимназијата Кирил Песчиновиќ, со што конечно децата од македонските паралелки имаат пристојно место за учење. Понатаму автопатот Тетово Гостивар станува реалност и веќе во 2028 година ќе бидеме сведоци на еден комплетен модерен автопат кој што ќе може да се користи непречено, а знаеме денеска во каква состојба се наоѓа тој автопат. Од тука сметам дека е добра грижата и предлозите кои што ги даваат од Демократската унија за интеграција како опозиција, но сепак сметам дека во многу наврати имаше можност директно да инвестира, односно да спроведе проекти инфраструктурни во Тетово, со кои што денеска би можеле да се пофалат. Јас и на јавна сцена ги повикувам доколку имаат некои поконкретни проекти кои што останаа во сеќавање на тетовчани да ги споменат денеска, а мислам дека се многу малку од оние кои што се однесуваат на работите од областа на градоначалничката, односно на градоначалниците од редовите на Демократската унија за интеграција. Од тука сметам дека се работи само за
амандмани колку да се поднесат, затоа што на крајот на краиштата за градскиот стадион веќе имаме готов проект и интензивно се работи на завршување на стадионот, со што Тетово конечно ќе добие модерен европски тип на стадион на кој што ќе можат да се играат натпревари од високите светски европски класи. Ви благодарам.